Докторка Елизабета Георгиевска, сопругата на председател Стево Пендаровски, гостинка во студиото на Репортер. Професорка Елизабета, добар ден. Добар ден. Драго ми е што прифативте поканата и што дојдовте во студиото на Репортер. Ви благодарам за поканата. Со кое што, сакам да го почнам овој разговор е фестивалот Филмска камера Манаки, на кој што дојдовте облечена во еден интересен стил, но она што мене најмногу ми остави печаток е кренатата јака на кошулата. Од каде идејата за тој стил на облекување и кој всушност се грижи за вашиот стил на облекување кога се јавните настани во прашање? Јас, како што гледате, многу ја сакам црната боја кога се однесува до облекувањето и сакам стилизирани минималистички изгледи, така што и овој изглед беше во тој контекст, значи обична долга црна сукња со бела кошула и малку лежерно сакав да дадам со завитканите ракави, кренатата јака, затоа што сепак станува збор за една полежерна варијанта, а сепак да не отскокнува многу од формалноста на позицијата сопруга на председателот на државата. Секогаш треба да биде во согласност со приликата, да биде децентна, да биде во согласност со тоа каде се појавуваме. Охридско лето, интересна комбинација со порака. Имавте нацртано лебето, односно на фустанот. Од каде таа идеја и каква порака сакавте да пренесете? Сметам дека некогаш навистина облеката треба да даде порака. Во овој конкретен случај стануваше збор за Охрид, веднаш после она конференција каде што постоеше опасност да не го изгубиме статусот на УНЕСКО за градот Охрид и практично преку лебедот, кој што е еден од символите на градот Охрид, заедно со бисерите, неколку од охридските бисери беа и вкаени во самиот фустан, се обидов да пратам пошироко порака дека навистина треба да ја сочуваме убавината на Охрид. Кој го дизајнираше фустанот? Тори конкретниот фустан го изработи младата Ивана Кнез, навистина многу се вложи во него и навистина и мене ми се допадна, се надевам и на другите. Меѓутоа, она што сакам да го потенцираме дека генерално модата денеска навистина не се сведува само на брендови и јас искрено, јас не можам ни да си дозволам да купувам некои скапи брендови, меѓутоа ние треба да биде, она што го носиме треба да е сведено и пристојно и генерално треба да ги фаворизираме и македонските дизајнери. И она што во иднина би сакала да го направаме при секое наше патување во странство, да промовирам и македонска мода. Во Американската амбасада се појавивте во едно кежуал издание, ама пред почетокот на емисијата рековте ми се фатија сите за чизмите. Што беше проблемот? Ја утневте работата со чизмите или не? Па не знам сега, може би спрема некои мислења. Знаете како? Кога сте во окото на јавноста, јас досега не сум била во толку во фокусот на јавност. Не очекував дека толку многу луѓето ќе се занимаваат и ќе коментираат за тоа кој како е облечен, но имаше некои коментари околу тоа. Генерално има одреден дрес код за самата прилика. Конкретно во Американската амбасада беше American Fair, значи американски саем и јас се обидов да наликувам на луѓето кои што ги посетуваат саемите во Америка. Значи кошулата наликуваше на Тексас фустан, носат каубојски чизми со кожни детали, впрочем како што јас бев облечена во таа прилика. Така што тоа беше мојата идеја, а кој како коментира, знаете како за она познатата за вкусовите не можеме да дискутираме. Секогаш ќе се најде некој што ќе нема некои детали да му се допаднат. Но вие сега веќе како јавна личност ќе мора и да се носите со сите тие критики. Апсолутно, мислам, знаете како, по фалбите добро ни доаѓа, критиките една барем ако е критика, тогаш не се чувствуваме добро, меѓутоа и тоа е дел од позицијата. Откако вашиот сопруг го избра за председател на Македонија, колку се смени односот на вашите колеги кон
вас и колку вие се обидувате да ги убедите дека сте повторно истата личност? Јас на работното место се однесувам како и претходно. Она што морам да го кажам и навистина сум благодарна е дека моите колеги максимално ме поддржуваа и за време на кампањата и после тоа. И навистина имаше и прекрасни коментари, имав голема поддршка и навистина им благодарам за тоа. И јас сметам, а тоа сепак другите треба да го кажат, дека продолжувам да работам на истиот начин како и претходно. Значи, јас секојдневно одам на работа, се исклучок кога нели имаме официјални обврски, меѓутоа генерално секојдневно примам пациенти, работам со студентите, продолжувам со секојдневните активности како и претходно, така што не гледам некаква. Добро, дали одите на работа со обезбедување? Не. И јас и Стево се обидуваме да ги минимизираме обезбедувањето и сите кога патува и тој нема запирање на сообраќајот како во други случаи претходно што знаеме. Така што се обидуваме да биде тоа најминимално што е можно, да не се прави некаква голема бука околу нашето присуство или нашето појавување. Колку што може најнормално. Последниот пат имаше интересен пост после Манаки како ние чекаме во редот. Нема зашто да не чекаме, нема зошто ние да идеме пред сите други. Едноставно како сите ние сме, како што реков, сите еднакви со другите. Професор на факултетот за стоматологија. Дали сте строга професорка? Тоа студентите прашајте. Знаем дека тоа ќе ми одговорите. Прашајте ги студентите. Ама и вака кога сами себе се гледате од оваа страна. Па, јас би сакала да кажам за себе дека не сум строга, но дека сум правична. Така. Можеби не сум во право, меѓутоа се обидувам да го извлечам максимумот од студентите. Стоматологијата, исто како и медицината, впрочем, е струка која што да не ме сватите погрешно, меѓутоа сепак мислам дека носи поголема одговорност во однос на другите струки, затоа што сепак работиме со луѓе, со човечки животи. А особено детската стоматологија, јас која што ја предавам, навистина кога работите со деца, не смееме да си дозволиме грешки. Колку за малку им прогледувате низ прсти кога е за малку оценката на студентите? Генерално, еве, мојот став е дека можеби на писмениот нешто, 1 во 2. Инаку за повеќе не. Мислам дека навистина е многу одговорна работа. Од каде вашата љубов за стоматологија? Како решивте и кога знаевте дека ќе запишете? Интересно прашање. Морам да се вратам многу назад. Така, сега ќе ве враќам малку назад и во детството. Сега ќе кажам една работа која што можеби веројатно и мојот сопруг не ја знае. На времето одев на курс по англиски јазик и таму бев една од најмладите посетители. Значи бев 6 или 7 оделение, а заедно со мене доаѓаше сега веќе моја колешка, која што беше тогаш 3-та или 4-та година средно, и секое доаѓање на курсот носеше запчиња, кои што ги изработувале на вежбите. И јас секој пат бев многу заинтересирана како тоа го прави, што прават. И практично од тука ми потекна љубовта кон стоматологијата. Како ви одеа студиите? Со оглед на тоа дека и стоматологијата, медицината е тежок факултет, колку паѓавте на испити, како ви одеше студирањето? Сега морам да се пофалам, бев најдобар студент во генерацијата. Меѓутоа, навистина тежок беше факултетот и споредбено со ова денес беше многу потешко да се студира. Значи, јас се сеќавам на периоди кога сум учела и по 18 часови, значи кога спремав анатомија, патофизиологија, патологија, значи оние круцијални медицински испити. Имало и по 3, по 4 месеци кога не сум излегувала практично од дома спремајќи ги испитите. Меѓутоа, едноставно го сакав тоа и не беше никаков проблем да се постигне и не се кајам заради тоа. Навистина ми беше задоволство и тогаш и сега. По што друго ги памтите студентските денови? Каде излегувавте тогаш, со кого се дружевте? Голем дел од класот кој што бевме и во средното медицинско продолживме и заедно на студии, така да голем дел од тие луѓе продолживме да се дружиме и да излегуваме. Сега веќе кога се вратиме на времето, Мейкап, Манхетон, Кристијан и така, имаше повеќе места на кои што одевме, меѓутоа
сепак тоа беше после завршување на испитите. Ние секој месец имавме сесија, така да после секој испит можевме да се релаксираме неколку дена, па потоа нова тура учење. Да ве врата малку во детството, пошто го паметите? Живее во сегашно Ченто, порано беше Сингелич. Така. Да, и живеевме во куќа со огромен двор, со така, мајка ми до ден денес, за жал последните месеци е болна, па не може да ги одржува со огромна градина, со цвеќиња, а тоа и беше нејзина пасија. И така што си игравме со децата од околината и нормално детство. Ајде да ве вратам малку и во времето кога се запознавте со вашиот сопруг. Како се запознавте? Каде се запознавте? Како и повеќето парови преку заеднички пријатели и долго време се дружевме, неколку месеци се дружевме пред да почнеме да излегуваме заедно, но баш на една регуларна приказна без некои спектакли. Но сепак мене ми остави впечаток, како што го знаете, на весел човек кој што е духовит, кој што во основа е добар, што мене навистина многу ми е важно, и он ми даваше поддршка и во навистина многу тешки моменти, дури на почетокот уште на нашата врска. Колку време бевте во врска пред да се решите за брак? Ние бевме во врска, па мислам дека некаде, како се беше, негде околу 3 години пред да официјално стапиме во брак. Меѓутоа, она што е интересно, ова сега... Прв пат го кажувате, не? Да, прв пат го кажувам. Не знам дали ќе му се допадне на сопругот. Меѓутоа, веќе на вториот состанок, бидејќи значи, ние се знаевме долго време предходно, веќе на вториот состанок ми рече: што се однесува до мене, ние можеме утре да се земаме. Дали тоа има врска со годините, затоа што кога беше овде во студиото прво што рече јас сум 12 години постар од Бети. 9 години. 9 години, да, можеби. Веројатно, да. Спектакуларно не беше спектакуларно, на баш. Мислам, тоа практично немаше ни формално предлагање, туку веќе беше јасно дека ќе бидеме заедно. Правевте традиционална свадба, каква венчаница носевте? Ние правевме многу мала свадба со не знам дали 50 на луѓе, најблиските. Правевме на Пантелеймон беше свадбата. Не имаше ни музика, едноставно како вечера, и јас не носев венчаница. Она што е интересно исто така за вас е што си го задржавте своето презиме. Кога му соопштивте на вашиот сопруг тоа, како реагираше и како реагираше воопшто околината? Најнормално, мислам, Стево е човек кој што навистина не го интересира формалности и апсолутно ме поддржа, немаше никаков проблем од таа страна. Околината, веројатно, моите блиски нема никаков проблем. Знаете како, јас тоа имав повеќе причини зашто тоа беше така во моментот и мислев, една од причините беше и дека од формален аспект ќе биде поедноставно, нели нема менување на документи и сето тоа, али интересно беше кога отидов да го родам Оги и сите направија една драма, као посебни формулари треба да се пополнуваат, бидејќи ние сметаа дека не сме во брак, веројатно. Така што, токму поради тоа различно презиме, така што верувајте дека, мислејќи дека ќе биде поедноставно, испадна дека е малку покомплицирано во суштина. Синот Оги колку години има? 17. 17, близок е со вас? Па да, прилично е близок. Така? И особено веројатно затоа што е едно дете. Меѓутоа и он е и таков емотивен, е слично како нас и ние навистина се обидуваме што е можно повеќе време да поминуваме заедно. Колку ви ги открива тајните за девојките или во однос на таа тема е порезервирана? Ние дискутираме за се, сега конкретно, сега зборува и знае дека меѓу нас треба да нема тајни, затоа што ние сме тие што најдобро му мислат од сите. И он цел живот е насочуван да така размислува.
Кога ни гостуваше господинот Пендаровски во емисијата, ни раскаже една интересна приказна на прашањето кога беше кризата, како станал популарен и кога ги добивал сите оние љубовни писма намирисани во канцеларијата, за вашата реакција. Како вие се носевте со... Рече, на Бети не и беше седно, меѓутоа мојата жена знае дека јас не играм на дупло. Како се носевте вие со таа цела ситуација тогаш? Добро, сега... Ова е повеќе шега? Да, тоа беше повеќе на шега. Мислам, ние и до ден денес се шегуваме на таа тема. Сака вашиот... Најинтересно беше, имаше не само писма, имаше во некој од тие часописи. Не се сеќавам јас тогаш, ми се јавува една пријателка, вика, она има керка тинеџерка, вика, леле, што прочитала дела во списанието, демек нешто, леле, као Драга Савета, на времето што беа, Драга Савета, јас сум заљубена во Стево Пендаровски, дали има девојка? Тоа беше, не знам, 99-та, 2000-та, 2001-та. Значи, тоа се нормални работи кога се станува збор за луѓе кои што се појавуваат на телевизиите. Може би сега и веќе не толку, тогаш ги немаше сите овие телевизии, многу помалку беа и многу поретко и помалку луѓе се појавуваа по телевизиите, така што нормално беше да се стекне такво едно медиумско внимание, али интересен момент го среќава едно дете, практично тинејџер на улица, многу одамна беше тоа, и вика, те знам јас тебе. И вика, да, од телевизија те знам. Ти си пејач. Тоа беше уште многу одамна. Важно е, го видел на телевизија, меѓутоа, не сите ги интересира политиката. Околу линијата сакам да позборуваме малку. Како ја одржувате? Дали готвите? Дали можеби природно сте... Последните, да речеме, 35 години сум со истата тежина. Немам некој посебен режим на исхрана и јас тоа стално го потенцирам. Леле, викам, ако има некогаш во животот потреба да држам диета, тоа ќе биде нешто страшно. Но генерално се обидувам да, не е тоа здрава храна, меѓутоа да се избегнува, од аспект на стоматолог, колку што е можно да се избегнува јаглехидрати. Јас не го правам тоа, кога имам потреба јадам многу чоколадо. Во последно време многу помалку готвам. Порано морам да признам дека и мајка ми многу помагаше во готвењето, така да само ќе се јават, ај дојдете да си го земете ручекот. Сега, бидејќи последниве месеци е и она болна, така да не може да помогне во тој поглед, меѓутоа генерално немам проблем со готвењето. Сакам да готвам. Искрено повеќе сакам да готвам, да речеме некои така неспецифични јадења, не секој ден, нели? Особено да речеме ако ми дојдат некои блиски пријатели на гости, сакам да направам така некои интересни. Кој ви е омилениот рецепт и рецептот кој што го сака целото семејство? Да речеме, Бети денеска ќе готви ова супер. Па добро, мислам, генерално готвам се, освен не знам да правам нели они кифли пити такви некои работи генерално и сакам да правам сладки работи, посебно ситни колачиња. Особено сакам да правам новогодишни колачиња, правам оние gingerbread cookies и тие кутичките ги правам за Великден исто така. Особено, значи, по поводи, навистина сакам да направам така некои интересни работи. Колку често патувате? Еве, не сега откако вашиот сопруг е председател на Македонија, него и ве зборувам за претходно. Има ли некоја омилена земја која што ви оставила впечаток? Многу патуваме. Не само јас лично, него и фамилиарно. Јас лично врзан и со професијата. Еве, никогаш генерално не се начнува таа тема, меѓутоа обично нели како жена повеќе ме прашуваат за мода и за храна. Меѓутоа јас повеќе од 20 години работам и научно-истражувачка работа и мојот магистериум и докторатот се работени во Лондон, така што во тој поглед имав чести патувања таму. Патувањата се еден начин и огнен да научим многу и сметам дека навистина многу помогна да се изгради како личност. Некој омилено патување кое што го паметите и повторно би отишле?
на Многу истото често место? идевме кога беше Огимал, патувавме со кола, одевме до Италија. Една година бевме дури до Неапол, значи спиевме во повеќе градови по 2-3 дена и тоа беа навистина прекрасни одмори. Сме патувале Нью Йорк, Лондон, Париз, Рим, така и еден куп други места, сега веќе не ми ни текнува. Меѓутоа Италија ни е омилена на сите тројца. Живееме во време кога сме сите постојано со телефони, со компјутери, таблети и слично. Колку го оставате телефонот на страна и имате време да прочитате некоја книга? Па, знаете Затоа што како? сега книгите и на телефон може да се за жал да се читаат. Може да се прочитаат, меѓутоа кога сум на одмор, имам повеќе време, а додека за време на школската година, да речам, бидејќи и за мене и за синот е школска година, тогаш навистина тешко дека ќе се стигне и тоа што го читам нели стручни книги, обично во периодот на одморите може да се најде време и да се изгледа убав филм и да се прочита некоја книга и така. Кој филм ве растажува и на каква музика се опуштате и каква сакате најчесто да слушате? Оно што е интересно, за многу работи ние со Стео многу се согласуваме, меѓутоа она не случајно викаат opposites attract. За многу работи сме тотално спротивни. Кога се однесува до музика, кога се однесува до филмови, така што Огнен и Стево се посебна струја во фамилијата. Јас обично гледам друг тип на филмови. Многу ги сакам оние што ги нарекуваат period drama, значи гордост и предрасуда, значи целиот спектар на Джейн Остин. Гледам историски, конкретно сега повторно изгледувам Тудорс и Борџија во моментот. А што се однесува до музиката, омилени ми се Смитс, исто така малце морбидни теми од типот на Girlfriend in a Coma или Cemetery Gates и нешто така. Меѓутоа и некои така посмирувачки од типот на Ења, Шадеид. Рековте, јас сум малку поинаква од синот и од супругот, како единствена дама во вашето семејство. Колку успеавте да им се наметнете како авторитет, да, и кој најчесто прв попушта кога ќе се скарате со супругот па и со синот? Се разбира Стева. Знаев дека тоа ќе ми го одговорите, а морам да го... Да, нема да го слуша интервјуто. Да, добро, мислам, за се дискутира. За се дискутира и се наоѓа, нели, заеднички јазик, но навистина ме почитуваат и го почитуваат моето мислење. А јас сум строгата во фамилијата, така што кога треба Огнен да се искара, тоа јас го правам. Јас морам да го наметнам мислењето. Генерално нема често причина за тоа, многу ретко се случува тоа. Затоа што навистина Огнен е добар ученик и добро дете. Но генерално јас сум таа која што е построга во семејството. Иако не изгледате така, морам да ви признам. Токму тоа морам да кажам повторно дека жените навистина се цврсти се и треба да го кажат својот став. И тоа е и мојата идеја, навистина да се оттргнеме од стереотипите. Можеби постои стереотип кога се однесува и до сопругите на политичарите, дека не треба да се слушне нивниот глас и тие дека треба само убаво да изгледаат. Едноставно сметам дека наредните години се надевам дека ќе направам исчекори во тој правец, дека сакам да го подигнам гласот и да подигнам свесноста за некои клучни прашања. Ќе се отвара канцеларијата на председателот Стево Пендаровски, која ќе биде вашата улога? Знам дека и тука има некоја приказна, која што ќе ни ја кажете. Мојот сопруг сметаше дека треба да се направи драстична разлика од канцеларијата на претходниот председател. И заедно во комуникација со британската амбасада и со Млади МК се започна еден проект кој што скоро ќе биде отворен
за јавноста. Тоа е Млади хаб. Практично канцеларијата ќе биде место каде што ќе се собираат младите, каде што ќе се едуцираат. Сега нема да навлегувам во детали, меѓутоа сакаме покрај тој дел да има и еден, да речам, мултимедијален дел, каде што таа канцеларија во неа ќе се изведуваат и ќе биде и како галериски простор, ќе има концерти за млади, да речеме студенти на музичка уметност, ќе има работилници со дечиња со посебни потреби, така што се надеваме дека ќе биде место каде што сите ќе се собираат. Докторка Бити, ви благодарам на убавиот разговор. Ви благодарам на поканата.